Жителите на долненските села Заполжани и Новоселани одржаа мирен протест затоа што во теке е реализација на изградба на пат од селото Заполжани до одредени парцели во полето во должина од околу 2,5 километри. Според жителите, апсурдно е оправдувањето на општината за оваа инвестиција, дека со тоа во иднина ќе се поврзеле општините Долнен и Кривогаштани, затоа што доколку вистински тоа било намерата, немало да се почне со асфалтирање од сред поле, туку требало комплетно да се реконструира целиот пат од неговиот почеток, односно од клучката со регионалниот пат Прилеп Македонски Брод, па целата должина што поминува низ овие две села од 4 километри. Пато да се почне од магистралниот пат Прилеп Македонски Брод, од Новоселани до инвестицијата. Значи, нека се скрати, ние не бараме пат 6 метра широк, бараме колку постоечки од 3 метра и 20, 3,5 метра, не знам колку е, и тогаш нема проблем. Жителите се сомневаат дека целата оваа инвестиција се прави единствено само во корист на одредена приватна компанија, за да и се олесни пристапот до незините парцели во полето, а додека постоечкиот пат Новоселани Заполжани е во катастрофална состојба, а со поминувањето пак на тешки камиони по него, комплетно и ќе се доуништи. Со самото дооштетување ние како населени места немаме издес од друга страна каде да одиме за пример, за Прилеп, за Брод Македонски и други населени места, че мислам да се откажеме од цивилизацијата. Од кога е оформена општина Долнени, во Заполжани нема инвестирано, една лопата асфалт нема инвестиција направено. Село Заполжани е изолирано од светот, да речеме, од цивилизација. Третирани сме како граѓани од трета класа во држава, само се притиска на нас да се плаќаат даноци едно друго, значи ние да ги подмируваме оврските према општината, према државата, а повратен ефект од таму немаме никаков. Ова нема да го дозволиме овде да се уништува нашиот пат по секоја цена. Ќе го заштитуваме ако треба и со живот. Градоначалникот на општина Долнени Блерим Ислами вели дека овој проект бил изгласан и аплициран до владата од претходната локална самоуправа и сега инвестицијата била на Министерството за транспорт. Доколку жителите продолжиле со протести, ќе се повлечеле парите. Жителите пак се закануваат со блокади се до промена на проектот.